Неодамна во Солун се одржа меѓународниот танцов надпревар Saloniki Open, на кој што танцовиот клуб Еурека учествуваше и освои над 10 награди во различни категории. Ова секако беше одличен повод утринава да се сретнеме со Катерина Јолаковска од Еурека, да и честитаме за освоените награди, а воедно и да бидеме први кои што информираат јавноста за успесите на танчерите од Еурека. Кате, добро утро и едно големо браво за сите деца кои што учествуваа на овој надпревар и кои што се закитија со многобројните награди. Добро утро, Ирина. Нас ни е драго што сме гости еве и премиерно кај вас ги кажуваме за овие награди. Изминатиот викенд 60 наши членови на Еурека беа дел од танцовиот надпревар Saloniki Open во Солун. Се представивме во повеќе категории, се надпреваруваа формација деца, формација јуниори, формација сениори и многу солисти. На моје огромно задоволство конкуренцијата беше на високо ниво. Тоа нас многу не мотивира и не потикнува и наградите се секогаш подраги кога имаш силна и богата конкуренција. И во таа силна конкуренција сениорите освоја трето место, јуниорите прво место, формација деца прво место, солисти Ања соло сениори прво место, Евгенија соло джувенел прво место, Анастасија второ место, уште една Анастасија трето место. Имавме исто бројни втори и трете места во солисти во различни категории, што навистина е голем успех за нас. Колку земји учествуваа на овој надпревар во Солун? Надпреварот е повеќе меѓународен е надпреварот, меѓутоа повеќе беа балканските држави, а најбројни беа грците, морам да признам, и беа одлични домаќини. Но сепак доминиравме ние дури и на нивни терени. Па да, може да се каже дека доминиравме. Некако со поздравени беа нашите настапи, нашата работа. Судиите беа меѓународни и од целиот свет имаше различни судии и со поддршка, со пофални зборови, тоа значи дека сме на добар пат. Работите со младите генерации во континуитет, а особено минатава година ви е исполнета со една динамична агенда, со многу настапи, со многу надпревари, со премиера на танцова инклузивна представа. Може ли Кате да направиме една мала ретроспектива на најзначајните настани кои што го одбележаа последниот период? Така, за нас ние годината ја броиме 2023-2024 како што е учебната година и навистина беше богата со настани, надпревари и настапи. Па така во октомври 23 година бевме дел од светски надпревар по хип-хоп во Полска и потоа следеше премиера на инклузивна танцова представа сеќавања, потоа следеше надпревар во Велес и многу награди во Велес, за да 2024 година ја започнеме со надпревар во Будимпешта и многу први места, меѓу кои една специјална награда за најдобра формација деца, тимот деца и доби бесплатно учество на надпревар во Римини. Потоа следеше надпревар во Гевгелија, каде што се представија нашите втори, трети, четврти, пети, шести тимови и исто така се представија одлично и еден од тие тимови, прилично млад тим, е освои специјалната награда за најдобра формација на целиот надпревар и добија бесплатно учество на следниот надпревар во Гевгелија, за да сега во моментов завршиме со надпреварот во Солун Saloniki Open. Кате, бидејќи имаш огромно искуство во работа со овие млади генерација, сите сме свесни дека живеат во време кога се изложени на многу влијанија, на многу предизвици, на многу пороци, како и колку танцот ги формира карактерите на младите? 24 години Еурека, можам да си дозволам да кажам и да заклучам дека танцот многу ги формира децата. Танцот влие севкупно на градење на една личност, бидејќи Еурека не е само танц, туку е нешто повеќе. Во целата таа програма на Еурека нуди многу патувања, многу надпревари, многу дружење, летни кампови. Освен на прво место редовните часови кои што се задолжителни и
и целата таа програма возможува развој на еден лик во зрела, здрава и здрава и добра личност. Самото доаѓање на инсистирање на редовност на доаѓање редовно на часови, внимавање на хигиената, дисциплината на часовите, создава една одговорност и едни навики кои што без военно-училишни активности нема да се создадат. Патувањата се наше редовен дел од програмата и тоа како помагаат многу во развивање на една здрава личност, заради тоа што децата искусуваат многу повеќе од едно обично патување. Значи, тие се дел од сите премини преку граница, од таа пасошка контрола, од сместување самостојно во хотели, во кампови, во соби, сами се чекираат, запознавање со пријатели, комуникација да се снајде па и со јазикот различен што не е македонски, така да формира една севкупна личност и јас со сигурност тврдам дека децата од Еурека, кои што ја следа долги години нашата програма, утре да треба да патуваат сами, самостојно во европските и во прекуокеанските држави, ќе се снајдат без никаков проблем. Тоа зборува многу. Во име на телевизија Алфа, уште еднаш искрени честитки за вашите успеси, да продолжи Еурека и во иднина да работи така, а младите да одвојат време од својот живот и да уживаат во танцот, да го освојуваат светот и светските сцени преку танцот и преку Еурека. Така, благодарам уште еднаш на поканата. Препорачувам да танцуваат, да се дружат и што повеќе да учествуваат во тимски активности. Индивидуалните се добри, меѓутоа тимските даваат огромен придонес.